Почитувана председателка, почитувани колеги министри, еве уште еден апел да се размисли за да се прифати амандманот предложен од членот 38 алинејата 9 да се избрише. Истите работи ќе треба уште еднаш најверојатно да ги повторуваме, упорно се враќаме на истите тези. Не требаше на ваков начин да дебатираме, можеби еве ова е еден од недостатоците зошто најпрво требаше да започнеме со зошто не треба да одат законите во скратена постапка, вака кога одиме со европско знаменце во скратена постапка се скока општата расправа во која што ќе имавме прилика јасно да ги објасниме нашите ставови и како се доаѓа до овие заклучоци. Ке можевме да објасниме зошто креатори на политиките се само министерствата, а не органите во состав или подрачни единици во одредени агенции кои што треба да спроведуваат политики. Ке можевме да се навратиме на многу аспекти. Еден од аспектите не добив прилика да се обратам за овој закон, па би направил една мала дигресија. Во самиот предлог на закон вие предвидувате дека овој закон се наоѓа на Комисијата за европски прашања поради тоа што се врши усогласување со принципите на европскиот административен простор. Се повикувате на принципите на европскиот административен простор, меѓутоа важно е за јавноста, па и едно прашање за вас како ги толкувате останатите аспекти од принципите за европскиот административен простор, затоа што договорите на Европската унија немаат заеднички модел за јавни администрации, немаат нешто што е заеднички модел. Поради тоа што немаат заеднички модел, Европскиот парламент донесува кодекс на добро административно однесување, нели, кое што е на предлог на Европскиот омбудсман, затоа што немањето на заедничкиот модел на јавна администрација не го спречува тоа да имаат, би рекол, заеднички цели јавната администрација, тоа е давање на соодветна, добра, квалитетна, ефективна и ефикасна услуга. Меѓутоа, ако ги погледнеме принципите кои што се донесени од Европскиот парламент, на кои што и вие се повикувате како министерство, на европскиот административен простор, нели, кој што е важен за целата Европска унија и представува на еден начин конвергенција на овие принципи или на овие правила. Меѓутоа има 4 основни принципи во она што се нарекува европски административен простор, и тоа е rule of law или владење на правото, отвореност и транспарентност и како би го превеле ова accountability или доверба, отчетност во јавната администрација. Меѓутоа четвртиот принцип вие ефикасност и ефективност на јавните ресурси. Со самото ваше законско решение, сакав и една забелешка да ви дадам, кога се поднесува закон, има, според деловникот, има што треба да содржи предлог на законот. Една од аспектите кои што треба да ги содржи предлог на законот се нарекува и оцена на финансиските последици од предлог на законот врз буџетите и други јавни финансиски средства. И секогаш оваа влада гледаме како срамежливо кога ќе дојде до оцена на финансиските последици се обидува да ги сокрие од јавноста кои се финансиските последици, иако самиот дел се вели оцена на финансиските последици. Вие сте напишале дека повлекува обврска за обезбедување на средства. Самиот термин оценува, вие треба да оцените за колкави средства станува збор. Да не споменувам дека според деловникот имате еден цел дел кој што е законски минимум, законски критериум при предлагање на закони, а тоа е процена на финансиските средства потребни за спроведување на законот. Што сте напишале вие? Спроведувањето на законот во смисла на основање на Агенција за обуки ќе предизвика зголемени трошоци во буџетот на Република Македонија, кои во првата година од примена на законот ќе бидат малку поголеми во однос на обезбедување на работен простор, опрема за функционирање, како и трошоци за раководење. Вака напишано, вие воопшто немате направено процена. Ве потсетам што значат термините процена и оцена. За да направите процена треба да процените квантитативно
во колкава мерка ќе изнесуваат тие трошоци. Ако тоа не го ставате во номинален износ, во вредносен, треба да биде барем најмалку во процентуален износ. Ако ја погледнеме содржината на законот, ќе видиме дека тоа се некаде околу 5 милиони евра, исправете ме ако грешам. Сега, ако ние со една проста анализа на текст доаѓаме до бројката дека оваа агенција за обука на административни службеници ќе чини 5 милиони евра, зошто самото министерство при предлагање, иако има законска обврска да направи оцена на финансиските последици врз буџетот и треба да направи процена на финансиските средства, зошто тоа не го сторил? Еве сега, тоа е едното прашање. Второто прашање е, како го оценувате односот кога веќе сте напишале дека овој предлог закон е во согласност со принципите на Европскиот административен простор? А ве подсетив дека еден од принципите на Европскиот административен простор е ефикасно трошење на јавните ресурси. Ако вие со овој предлог закон предлагате зголемување на јавното трошење, во тој случај вие со самиот законски текст имате проблем со еден од 4 основни принципи. Да не споменувам, ако ја погледнеме начинот на тоа како е стигнат овој закон во собрание, тоа е еднаш ве подсетив за тоа, а тоа е дека е стигнато во Комисијата за европски прашања во скратена постапка со европско знаменце. Дали не сметате дека имаме судир со еден друг принцип кој што се нарекува владење на правото или rule of law? Затоа што не можете цел еден пакет кој што вие го дефинирате како реформски да тврдите дека станува збор за незначајни, мали, несуштински измени. Вие сте парадоксални во самото свое тврдење. Од една страна подпишувате предлог на закон за кој што барате да дојде во скратена постапка. Скратена постапка значи дека немате суштински измени на законот. Од друга страна велите ние правиме реформи. Самиот збор реформа семантички значи дека станува збор за по-сериозни и по-крупни измени. Сега, реформата од една страна ви стигнува во скратена постапка, значи се нарушува принципот на владење на правото, затоа што правото, онака како што е напишано за вакви закони, предвидува дека треба да влезат во редовна постапка. Таа контрадикторност помеѓу реформската би рекол тежина која што кога ги промовиравте законите, им ги доделивте, и она подценување на самите реформи кога барате да дојдат во скратена постапка. Која е вистината? Сега, реформски се законите или станува за мали и несуштински измени? Затоа што ако е со скратена постапка, според деловникот вели кога имаме мали, нели, несуштински забелешки, а вие ги најавивте како реформски, едното прашање. Второто прашање да сумираме, второто прашање е зошто при предлог на законот не се оценети и проценети финансиските средства соодветно на она што го предлага деловникот кога се дава предлог закон, и како ја оценувате, би рекол, усогласеноста на ова предлог законско решение со четвртиот основен принцип на Европскиот административен простор, а тоа е ефикасното трошење на јавни ресурси. Тоа е, и се разбира последното прашање, да ни објасните како покрај министерствата ви се појавуваат и органите во состав и подрачни единици како креатори на политики. Ви благодарам.